Почитувани гости, браќа и сестри, добре дојдовте на овој свечен чин, во кој ќе слушаме стихови излеани од душата на нашите дејци. Со уметноста ние ја гледаме убавината на просторот во кој постоиме. Преку уметноста, како на лента се сочувале најдлабоките чувства и мисли, најголемите откритија и најскриените копнежи и на тој начин се стекнале во вечност. Уметноста го прави железото повредно од златото, а бакарот повреден од бронзата. Убавите уметности се дарови на благословените души на човештвото. Поезијата, како дел од уметноста, за мене представува молитва, а молитвата поезија. Ништо толку јасно не му отвора видик на човекот, како стиховите кои се крикот, воздишката, страдањето на поетот, дали од општеството, дали од љубовта. Сето тоа проткаено со мајчиниот јазик излеан преку перото на листот хартија. На почетокот го слушнавме Ристо Јаковски, нам добро познат музичар, кој е толку години во македонската естрада, член во квартетот Македонија, но има настапувано и самостојно надвор од границите на Македонија. За 2018 година квартетот, чиј член е тој, се здоби со златна бубамара на популарноста. Ти благодарам, Ристо, Сега го поканувам нам добро познатиот инженер Васил Илјов, истражувач на античка Македонија. Зошто токму тој? Малкумина знаат дека има своја преубава поезија, дека ја обожава секоја туѓа поезија која вреди за него. А да знаете како рецитира руска поезија, тоа е посебно доживување, а сум имала чест и јас да го слушнам. Кога го поканив пред 2-3 дена, за да дојде на настанот, толку убави зборови кажа. И сега би сакала тој самиот да ги презентира. Повели, мој драг пријателе. Да, сега сигурно нема да ви го рецитирам Пушкин, Леонтов, Некрасов и сите они корифеи на руската поезија. Ќе дадам неколку податоци за палеолитскиот континуитет на македонската цивилизација. Овдека имаме еден мој труд кој е објавен во мало книжуње, а според еден белградски професор рече, многите идеи не се во дебелите книги, како во малите книги. Ама како кажа, кој ќе го спаси човештвото? Кој ќе спаси Македонија? Јас во едно моје истражување реков, и со љубов се брани татковината. А овде денес се собрате повеќе поети, писатели, професори, и со поезијата се брани Македонија. Затоа ќе ви прочитам неколку стихотворби од најстариот период на великата земја Македонија, од 100.000 години пред наша ера, од 40.000 години пред наша ера, од 5.000 години пред наша ера. Зошто тоа викам? Според истражувањата антрополошки, на овој македонски полуостров се живее најмалку 3 милиони години. Умниот човек, значи свесен, иницијативниот човек, живее на овој полуостров македонски, значи конкретно со податоци од Македонија, најмалку од 1 милион 800.000 години пред наша ера. Пред 50.000 години ние сме имале висока цивилизација. Не можем сега во детали да кажем кој и што се случило тогаш. Меѓутоа беше стигнато до војна, во растури овој свет
И трябваше да поминат 50.000 години повторно да стигнем до бомбардиране с ракети от разни места, уште палат атомските бомби, за да дойде исто таков край. Македонија е најголемата тема во светот, во науката. Нема поголема тема во науката од Македонија. А некои се дрзнале да го променат името Македонија, како да е ништо така, некој крче проблема во буништето на историја. И ми дозволете, може малко ќе се задржам, али сметам дека ќе го задржам вниманието. Меѓу најзначајните работи кои успеав да ги дешифрирам и по моје мислење заедно со други научници од светот се промени сваќањето за преисторијата. Археолозите тврдат дека тоа живееле луѓе, како да се некои животни, облечени во некои кожувчиња, во некои кожи. Дали е навистина така? Дали тој наводно човек маймун може да пише во поезија? Невозможно. Само умен човек, интелигентен човек, човек кој ја знае културата и цивилизацијата. Значи, македонската писмена, јазична и културна традиција трае најмалку 100-2018 години. Многобројните разновидни испитувања, а одделно систематските стратиграфски истражувања во пештерата Блон во Јужна Африка придонеле не само кон значително комплектирање, туку и кон преобразба на целокупната научна слика за палеолитскиот свет на светот. Од исклучително значање се истражувањата и датирањата на материјалната култура направена од професор доктор Кристофер Хеншил од Универзитетот во Берген, во Норвешка, на професор доктор Франческо де Рико, директор на Центарот за истражувања на Соединетите Американски држави, Майк Волтер од Бостон и така натаму. На кратка плочка со брејна 2 на 2 сантиметри, датирана со 100.000 години пред нашата ера, на 9 јуни 2010 година дешифрирав текст од македонска писмена, јазична и културна традиција и најдревен митолошки систем на човештвото со фиксирани имиња на најстаро фамилијарно митолошко тројство Ил, Ма и Иле. Тоест, први начин од машки, женски и среден род во светот, кои се спознати благодарејќи на дешифрирање на надписи, документирање на повеќе преисториски артефакти на древната македонска археолошка лингвистика од повеќе локалитети во Европа, Африка и Азија, и истите веќе се третира систем со нова апсолутна хронологија и со почетен палеолитски континуитет најмалку од околу 100.000 години пред наша ера, бидејќи со такво датирање е утврдена најстарата стихотворба на светот, во која најстариот македонски и светски поет и писар ја овековечи на камена плочка, како што рековме 2 на 2 сантиметри, со древно македонско конецко писмо и на древен македонски јазик. Дешифрирањата содржени одгоре надолу со комбинација од десно налево на најдревната македонска и светска уникатна творба гласи: Сма, Сил, Ил, С,
на с ил. На современ македонски јазик сома, соиле, ил, салма, салил, самома, само. 40.000 години во Мамонтова и Курија е дешифриран текст од оригинален артефакт на маутска посета. На древен македонски јазик Юрал утът горбър дохилът живи тъщ гър пир реал ръсма мир или лъпс ал лъп. На съвремен македонски язик гласи и на Урал, на тап върх на горите, летот на духовите, е соживиот тещ на горите, пир реалут, рис на нар, мир на или, леп сиот, ал леп. Сега ќе ви прочитам една уште сеготворна од 7000 години пред наша ера. На глинената плочка од градешница, децидно стои, скри се срк, лоши ljudi psani koji im idu, šire i da pak na современ македонски јазик скри се сега лоши луѓе псета кои поинакви идат, ширун идат пак.